Дали по Мијалков ќе следува и невиност на екс-премиерот Груевски? Кога сакав полесно или побрзо да биде осуден за посериозни дела и мислев дека во таа смисла и обвинението на СЈО во идеални услови ќе беше добро ако можеше да се докаже таа елита да се спои во некакво злосторничко здружување. Најголема доверба ужива претходниот премиер, кој што ја одбегна затворската казна, а имавме толку многу сознание, информации дека во тој период државата беше заробена. Каква е вината на екс-премиерот Заев кој побара помош и поддршка од Мијалков? Не успеа да ги оствари ветувањата што ги даде на шарената револуција, да низ овие постапки и генерално да се направи еден доследен обид, да се восстанови правна држава и кај луѓето останува тоа чувство дека судовите и обвинителството не испорачуваат правда. Сторителите на вакви действија, особено од високите ешалони на јавните власти, не се плашат веќе од казна. Нашите компании им е овозможено да добијат информации за над 200 милиони компании широм светот од било која земја или било кој континент. Добро вечер, за почеток трилинг дилеми. Зошто да не ги споделам со гледачите? Колку за провокација. Прво, кој зошто на американската ИРИ го номинирале во анкета екс-премиерот Груевски. Сега барем приврзаниците нема да го дочекаат како што избега од државата. Второ, дали граѓаните, македонците, имаат куса меморија за прислушувањето на најмалку 20.000 сограѓани. Ако тоа се заборави, како ќе ја паметиме сопствената вековна историја? И трето, во трилинг, дали свесно, од небрежност, со умисла, од клиентелизам, Судскиот совет на кривичен го осудил Мијалков и компанија без утврдени докази во постапката. Зошто судиите во апелација долго ја криеа одлуката дека ја поништиле пресудата? Судиите се независни, но не се амнестирани од критичко јавно мислење и сомневање, ниту пак може да живеат под стаклено звоно. Наскоро ќе се покаже кој свесно или несвесно е вклучен во играта за застареност на делата од преслушувањата. Некои од избирачите ќе бидат среќни, им се враќаат братучетите. Јадна е оваа држава ако единствениот избор им е Груевски со 7%, Мицковски со 6% и Ковачевски со 5% рейтинг. Во Македонија мнозинството од жителите нема доверба во институциите, особено во судството и обвинителството. Судските лавиринти низ политичките коридори ги затвораат патиштата за една просперитетна и европска држава. Ако тековната меморија некој ни ја блокира, генерациите што заминуваат од државата ќе го паметат овој погром на демократија. Ова е само вовет на уште едно ново издание на Трилинг. Мојот прв вечерашен соговорник секогаш ја разбранува јавноста со неговите политичко-правни аргументации, особено деновес по одлуката на апелација да оцени дека одлуката на кривичниот суд во однос на 12 годишната казна затвор за Мијалков не е основана. Добре да велам за Гордан Калеџиев. Господин Калеџиев, бевте дел од шарената револуција, остар критичар кога се обелодени аферата со прислушувањето. Имавте голем број на забелешки на тогашната влада, предводена од братучедите Груевски и Мијалков. Сега велите денове сте актуелни со тоа што велите дека можеби и одлуката на апелација не треба да се гледа од призма на сомничавост, но не ви изгледа симптоматично што одлуката поточно на апелација предолго се чекаше. Ке ве подсетам, 2021 февруари кривичен суд ја носи одлуката за Мијалков и Таргет Тврдина. Речи си 2 години подоцна, апелација вели дека не е основана пресудата. Па, не е баш дека вела дека не е основана. А проблемот, мојата реакција беше првично или воглавно за сега, ќе видиме која ќе видиме пресудата, за начинот на кој што оваа одлука, тоа е практично решение со кое што пресудата на првостепениот суд се укинува и се враќа назад на ново судење. Заради
наводни повреди на кривичната постапка кои што се одразиле врз коректноста во утврдување на вистината, односно фактичката состојба, и со тоа и наводно прашање и за самата казна. И не е само за Сашо Мјалков, туку за четворица, двајцата што се во бегство, Горан Груевски и овој другиот не се сеќавам, и 4 години за Гордана Јанкуловска. Нормално е да се очекува дека има голем интерес во јавноста, како што знаеме, прво случајот беше гладниот случај на СЈО. Кога ме најавивте, не кажавте дека ја бев прв кандидат, главен кандидат за СЈО. И имав тогаш сосема друга идеја за тоа како треба да се концепира целата приказна, со тоа што верував дека треба да се одберат помал број на позначени кривични дела и воедно да се обвини и ВМРО како партија, пошто тоа беше, како да кажам, гнездото на неправото во тој момент. Како и да е, предметот е многу сложен. И сметав дека не е фер да се нападнат второстепените судии, без воопшто да се знае, да се види прво нивната одлука. Затоа што одлуката нивна ја знаеме, но не е изготвена на писмено. Така што исто така симптоматично, што досега јавно уште не е објавена. Па, видете, сега вас вие си се симптоматични како јавност некои работи, меѓутоа за луѓето што се познавачи на проблематиката, тие работи воопшто не се симптоматични од аспект на тоа што е вообичаено во нашиот систем. Јас не велам дека е тоа добро, меѓутоа прво е вообичаено и многу често да се укинуваат пресудите. Воопшто не е исклучок. И јас сум бил критичар и на тоа дека кај нас правните лекови прво не се заокружени согласно новиот концепт на новиот закон за кривична постапка, но и генерално, традиционално се прелесно се пристапува кон правните лекови и станува нормално една судска постапка да не завршува со првостепена пресуда, туку да се очекува дека е нормално дека таа ќе продолжи по правни лекови пред апелација, па пред врховен, дека повеќе пати ќе се враќа и дека ќе трае многу подолго. За овој случај до толку повеќе и логично, бидејќи случајот беше сложен, а бога ми е прашање и колку бил добро подготвен. Од напред е нефер да ја свалиме одговорноста на апелацијскиот суд, ако не знаеме и не проучиме дали тој навистина нашол слабости во постапката. Професоре, ако си имало предвид одлуката на апелација, дали тоа значи дека немало воопшто преслушување, дека опремата не е уништена и зошто, ако се било јасно, сега одеднаш станува нејасно? Не ми дадовте за завршам само со вториот сомничев момент за должината на одлуката на чекањето да се донесе пресудата. Тоа исто зависи од сложеноста на предметот и не е ништо невообичаено, ниту да помине овој временски период. Ја не велам дека тоа така треба. Ние не успеавме да го промениме таа приказна да правосудските постапки траат долго, се разлекуваат, се закажуваат за нареден месец, за нареден. Велам, често пати можете и да почнат недоволно подготвени. Така што видата може да биде на повеќе места. Оно што јавноста се нервира, а вие ми го поставивте како прашање, дали е спорно, дали имало прислушкување или уништување на опремата. Тоа не е спорно, исто како што не е спорно за Монструм, дека имаме 5 жртви или колку беа. Меѓутоа, во судската постапка, работите треба да ги докажеме. Докажувањето не е лесно. Тоа е, би рекол, најтешкиот дел, бидејќи нашиот цивилизацијски пристап бара работите пред судот во една релативно сложена процедура, која ќе овозможи и гаранции за одбраната, и ќе овозможи доволно инструменти да дојдеме и до вестината, а и одлуката да биде постигната на сфер постапка. Професоре, судиите имаат обврска да се грижат предметите да не застарат. Затоа требало да води сметка апелација. Загрижувачки е што судиите во овој предмет немале
сензибилитет за интересите на јавноста. Ова е оценка на судиката во Врховниот суд и поранешна судика во Европскиот суд за човекови права Мирјана Лазарова Трајковска. Гледате, значи многу е лесно ни е нас да од после се правиме паметни и да критикуваме. И велам, не е едноставно ни сега да заземаме ставови без да видиме треба да се познава предметот. Професоре, ми се чини дека проучи вовсе пресудата. релативизирате работата. Не е да релативизирам работата, бидејќи застарувањето е уште една несрекна околност во сета оваа комплексност на случајот. Зошто? И тоа не е проблем за кој што се виновни судиите, ниту па обвинителите. Зошто? Затоа што понекогаш законодавецот им дава исто некои рокови кои што можеби не се најсоодветни. Као што беше проблем со рокот, кај што политичарите го договорија, рокот за истраги на СЕО. Тој беше дали среќен, дали несреќен, и јас бев убеден дека ако е тоа станато преточено во право, низ закон, дека треба да се почитува. Ама не може да се стигне и така натака, тоа е веќе друг проблем, колку може да стигнат, и тоа беше одговорност на СЕО да си дозира што може од тие случаи што ќе ги одбере, да ги дозира, да ги изведе низ постапки во разумен рок. Што е проблемот со прислушкувањето? Прислушкувањето има проблем во законот, кривичниот законник, бидејќи е многу лесно дело. Што значи тоа? Тоа значи дека е предвидена казна, мислам, до 3 години, ако не се лажам. А застарувањето е секојаш пропорционално на тежината на делото. Едноставно делото е погрешно дизајнирано, односно го нема оној елемент предвидено за потешок облик, како масовното прислушкување. Едноставно масовното прислушкување се чини дека законодавецот не го предвидел. Кој ќе ја понесе вината или кој треба да биде одговорен ако застари предметот? Па не можете со лесно да кажете, може да кажете кој е се одговорен. Никојаш работите не се толку црно-бели да биде само еден одговорен. Во крајна линија, искрено да ви кажам, мене ми беше малку чудно овие згрозувања на политичарите, а кога знам дека они ден денеска не мрдаат да се восстанови посериозна контрола врз прислушкувањето. Тоа си е познато дека и јас и судиката Маргарита Цаца дадовме оставки во граѓанската комисија за надзор врз прислушкувањето, затоа што буквално немаше нула политичка волја да не се даде услови да работиме. Нека едноставно сметка да ни отворат. Меѓу кои одговорноста во прв ред ја гледам во председателот на собранието. Вие велите дека не треба исклучиво прстот да се вперува кон апелација. Критиките во јавноста се концентрирани точно кон апелација, но никој не анализира за наводниот аналфабетизам на судскиот совет во кривичен суд, можеби. Што носел, според проценката на апелација, пресуди без докази или погрешно утврдена фактичка состојба. Не ви докажав за апелација. Главното прашање ја го дадов уводот, не ме оставте да се искажам. За чувањето во фиока, оти ќе остане неодговорено. Нормалниот начин на работа таму е да се донесе одлука и после да се подготви писмено. Она што они дури често го прават, за да биде тоа по-безбедно, они знаат и по-безбедно име да не ја објават пресудата веднаш, бидејќи додека работат на писмено изготвување на пресудата, може да се отвори пак некоја прашање, некоја контроверза, да се покаже, бидејќи таму се образлага во детали кои докази се сметаат, кои факти се сметаат за недоутврдени, каде има контроверзии и слично. И може да се отворат и прашања што, да речеме, претходно не се отвориле низ нивните седници која дебатирале за предметот. А јавноста, пошто не знае дека тоа прво се прави така или дека не знае дека не е ни едноставно да се напише и да се аргументира за таков сложен случај одлуката на второстепениот суд, гледа на тоа со недоверба. Значи, ние, сега јавноста исто треба да се разбере. Јавноста е изгорена со милион оправдани причини заради што нема доверба. Ме разбирате? Така што јавноста е фрустрирана и од начинот на кој што правдата се остварува. Довербата во македонското правосудство е 8%.
Точно, ама сега не може овој судски совет да го изнесе, да ги изнесе на својот грб, сите проблеми до сега натрупани врз правосудството. Ако Сашо Мијалков не е виновен, зошто тогаш ја признал вината и се спогоди со обвинителството и со Русковска? Не, сега вие прашувате за друг случај. Тоа не е за прислушкување. Сашо Мијалков има повеќе случаи. Ова што беше, што оди деновиве околу тоа како било спогодувањето, е за случајот Империја, ако не се лажам. А ова е таргет тврдина е за прислушкувањето и уништувањето на опремата. Таму ја, колку што знам, колку што се сеќавам, немаше признание него. И он дури негираше, и таму е правно доста проблематично дали он навистина може да го изврши, дали воопшто можел како директор на службата да го изврши делото злоупотреба на службена положба, бидејќи и покрај тоа што е директор, тоа не е во неговите надлежности. Злоупотреба на службена положба и овластување е дело кога вие овластувањето што ги имате според закон ги злоупотребите во една или во друга насока. Така што можело да се один полесно или посоодветно на друго дело, некое вршење влијанија или поттикнување на некое дело и слично. Во овој случај, сакам да кажам, верувам дека има еден куп правни прашања, и фактички, значи, не е лесно и на судот нема едноставно таа задача, јавноста малку ја поедноставува, нема е лесно на судот со тој степен на докажаност кога бараме од него да биде убеден да ја донесе пресудата, кога за некој случај ќе биде ни вамо ни тамо. Го спомнав и Монструм. Исто тој е деликатен случај. Од една страна имате жртви, сите сакаат правдата да дојде, од друга страна не е идејата првите што ќе ги сомничиме да ги обвиниме. Ова со прислушкувањето изгледа на прв поглед сите веруваат дека Сашо прислушкувал, меѓутоа треба да се докаже дека кои се тие действија, како влијал, како било тоа организирано. Ние таму имавме сеќавате една пресуда, па еден човек призна, па отиде дека Верушевски го наредил прислушкувањето. Имаше теории дека се снима со комбиња. Теоретски е можно да снимаат и партии. Теоретски е можно да снимаат странски служби. Така што тоа со прислушкувањето е извонредно комплицирана материја воопшто да се докаже. И нашето верување во целата таа приказна... Во еден период од разговорот велите дека не е толку сложен процесот околу обелоденување и расветлување на случајот со прислушување, сега велите дека не е така едноставно. Не сум тврдел никогаш дека е едноставно. Сакам да кажам, генерално ми е тоа идејата дека еден ваков предмет не е едноставен да се сработи од било кој аспект, било од аспект на подготовки на обвинителството, кое што беше на маки да го спреми случајот, го даде во 5 до 12, ниту за првостепениот суд, ниту за апелација. Дали по Мијалков ќе следува и невиност на екс-премиерот Груевски и можеби повторно преиспитување на случајот со судскиот процес со него? Па и Груевски сега имате, не знам за кој случај мислите за овој што е осуден, за Мерцедесот? За овој што е осуден. Па, ја кога што знам таму нема некакви правни иницијативи во таа смисла. Генерално, практично е доста... Јас лично бев несреќен како граѓанин дека него го осудија за тоа кривично дело. Кога сакав полесно или побрзо да биде осуден за посериозни дела, и мислев дека во таа смисла и обвинението на СЈО во идеални услови ќе беше добро ако можеше да се докаже таа елита да се спои во некакво злосторничко здружување во кое што ќе одговара и самата политичка партија за она што ние го викаме практично заробена држава. Правно работите се толку компликувани што ова ќе беше ваква ситуацијата што е, се разбира, лесно да се прикаже, да се концепира или да се
прави човек паметен, а не е лесно да се изведе такво обвинение. Инаку ние да имавме така лесно спремно обвинение за заробена држава, ќе имавме помалку проблеми и со судот во Страсбур. Бидејќи ќе можеме таму да тврдиме во однос на побилувањата. Ќе можеме да тврдиме дека вкупноста на тој криминал низ голем број сериозни прекршувања на човековите права и целата таа приказна за заробена држава која што инаку ја призна и аргументираше и Прибе и меѓународниот фактор, ќе беше можеби добар аргумент да помилувањата да бидат неприфатливи, бидејќи според меѓународно право не се допуштени помилување или амнестија за тешки повреди на човекови права. Професор, каква е вината на екс-премиерот Заев кој побара помош и поддршка од Мјалков, особено во периодот кога треба да се носат уставните договорот поврзан со Грција? Тоа беше неспорена, да речам, јавна тајна и со право во јавноста се јавија сомнежи дека можеби тој, мислам на Сашо Мјалков, би поминал полесно, како за возврат на услугата, полесно низ овие судски процеси што му се натовар, што е можно, но останува, да речем, на ниво на шпекулација, бидејќи ние, кога што знам, за тоа некакви цврсти докази исто така немаме, иако може да се каже дека е општо познато, но се што е општо познато не мора да е и апсолутно точно. За Зоран Заев би рекол имам генерални, да речем, забелешки, зашто не успеа да ги оствари ветувањата што ги даде на шарената револуција, да низ овие постапки и генерално да се направи еден доследен обид, да се восстанови правна држава, што не е лесно, и што низ еден куп случаи се направи една пародија од правдата, вклучително и 27 април, каде што имаше делом на амнестија, делом на некои налепија тешки казни. И кај луѓето останува тоа чувство дека судовите и обвинителството не испорачуваат правда и дека политиката во големо е вмешана во судскиот систем. Адвокатите на Мјалков се задоволни од пресудата и поточното одлуката на апелација, но најавуваат можна постапка пред Европскиот суд за суд во Страсбург, каде еден од судиите, македонскиот судија и негов близок пријател, екс-обвинител. Таму тој објективно не може многу да му помогне, иако не можеме да знаеме. Но едно е сигурно дека изјавите на политичари, вакви како што беа избрзани, не беа штетни само политички, туку и правно, а богами многу лесно, кога би поднеле навистина адвокатите апликација врзана за презумцијата на невиност, тоа е член 6 став 2 од Европската конвенција, би добиле сигурно, затоа што такви избрзани изјави на јавноста на политичарите за врзани со судските одлуки се проблематични од неколку аспекти. Значи, прво се проблематични од аспект на презумцијата на невиност, изразуваат убеденост во вината на обвинетиот, која што не е правосилна, значи тоа презумцијата на невиност важи до правосилност, допрва ќе има нова постапка и слично. Тоа е во исто време и притисок врз судот да работи во нормална атмосфера и може да биде причина за повреда на правото на непристрасен и независен суд. Дали политиката, судството и криминалците стана бизнис партнери и препознавате ли спрега помеѓу овој триаголник и меѓусебно заштитништво на некој начин? Бизнис елитата, криминалната елита и судството се очигледно кај нас на некој начин поврзани. И тоа се гледа секојдневно. Едно време сакав да се
дури да влезам во кандидат за државен обвинител. Тогаш си реков, при крај сум со кариера и со животов, ќе уништам една мафија, па што сака нека биде. И одма си реков после, кој ќе уништам ја мафија, прво со кого, и кога сакав да соберам тим за СЈ, не ми одеше лесно да соберете луѓе во кои што ќе се квалитетни, во кои што ќе имате доверба, да направат тоа што требаше да се направи. Второ, човекот има, као човек, ја не сум сам, имам деца, имам внуци, и си викам дали ја и да сум спремен да ставам главата во торба, што правам за нив, дали можам да го издржам тој товар, еве да решам да искочам на крај бар со една мафија. И то, ја не знам како и луѓе се нафаќаат на ова, и зошто овој се брани сироти од Јолевски. Навистина, ако се кандидирате за обвинител, треба да сте спремни на жртва, инаку се луки вода. А таа жртва не е мала со оглед на тоа што немате зад себе професионален апарат кој што ќе ви биде бекап. Значи имате проблеми, еве скоро имаше пропаднати акции врзани со дрогите и слично. Било која мафија да ја земете поврзана со власта, од најобичен полицаец преку судовите до високата политика. И тука е прашање, и да се најде јунак, е прашање дали може во овакви услови да се има резултати. Тоа значи дека нашиот систем е толку корумпиран и базиран на основи кои што се далеко од професионалност и од квалитет, што нема да може да се исправи со некакви палиативни решенија, и мора да се помириме со тоа дека со многу упорност треба на подалечни стази да се проба да се направи правна држава, што не е едноставно. Ние можеби се занесуваме, за правна држава треба и некоја поширока култура, и правна, и општа, и во општеството. Ние гледаме, низ овој случај, многу јасно се гледа дека нашето општество воопшто не ни знае кои се проблеми ги имаме или ги имаат органите за да дојдат до една развршница која што би била соодветна на правната држава. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Почитање читавачот универзитетскиот професор по кривично право Гордан Калеџиев. Предновогодишна забава на Дуј. Полна сала, хедонизам. Богато мени во услови на голема енергетско-економска криза. Има селективна правда, за жал, и тоа го имаме констатирано досега во неколку наврати, во неколку случаеви, но јас сметам дека вие медиумите, невладините организации, политичките партии, но и судството, значи судиите, обвинителите, заедно треба да смогнеме сили да започнеме процес на ветинг, целопштествен ветинг, да расчистиме еднаш и за секогаш со сите корумпирани политичари, корумпирани новинари, корумпирани судии, корумпирани обвинители, и да пројдеме низ тој процес на прочистување како општество и да го вратиме кредибилитетот и довербата во институциите. Затоа се надевам дека 2023 ќе биде година кога ќе го усвоиме законот за ветинг и ќе започнеме со тој процес, но исто така би очекувал 2023 да биде и година на големи инфраструктурни проекти, како што се коридорот 8 и коридорот 10D, кој што предвидува автопат од Прилеп до Битола и коридорот 8 од Тетово па се до границата со Албанија, како и започнување и со процесот на градење на железничкото поврзување со Албанија. На крајот, кога велите дека постои селективна правда, која обструира правдата, кој не сака правда, и дали препознавате спрега помеѓу политичките, судските и бизнес мокници? Кој попречува правда, ако може во еден збор да го дадам одговор, да ми дозволите, тоа е корупцијата. Неизвестноста во која живееме, неказнивоста, сиромаштијата, корупцијата се само дел од проблемите на кои граѓаните најчесто во последниот период се жалат. Проблемите кои произлегува од енергетската криза и економската криза,
дополнително создадоа главоболка кај обичниот граѓанин. Дополнително на овие проблеми, општеството ни е поделено по разни основи. Во ово издание на Тренинг, мој соговорник е универзитетскиот професор и социолог на Филозофскиот факултет во Скопје, професорот Тило Трајковски. Професоре, најпрво ви благодарам. Благодарам вам на поканата. Корупцијата и криминалот кој може би во овој период ни се рак рана во општеството. Дали станува тука збор за индивидуална одговорност или системска грешка? Јас би рекол и двете. И индивидуална одговорност и системска, или предпоставувам мислите на, да речем, би рекол структурна, контекстуална состојба. Второто, структурните аспекти на оваквото однесување ќе ги препознаваме, може би ќе се изненадите, меѓутоа во самиот политички систем, такво како што ни е поставен демократијата и особено во економијата, пазарната економија. Ние се уште минуваме низ транзицијски процеси на приватизација на некогашниот општествен капитал, воведување на пазарни механизми, воведуваме политики на маркетизација на јавните услуги. А тоа е и тоа како силна структурна системска основа за коруптивно однесување на единките. Значи, таквиот систем, таквите околности општествени, кои што се само македонски, тие се европски, тие се глобални. Тоа е она што го прави неолиберализмот во последните 30 години. Руинирање на јавните институции, генерално, јавните услуги, нивно приватизирање, а приватниот интерес и капитал е безскрупулозен. И во економијата, и во другите сфери. Сега, единките, индивидуите, ако зборуваме конкретно за носителите на јавните функции, се ставени во некаква ситуација да се снаогиат во тие поттици кои што ги добиваат. Меѓутоа, не сите единки се подеднакво податливи за коруптивно однесување, за прифакање на импулсите што доаѓаат од една или од друга страна. Високата корупција, синдром на недопирливост или однапред политички пресметан ризик? Ние во овој период, јас мислам дека доживуваме една, во литературата се нарекува секундарна корупција. Примерно во смисла, да, секогаш имало коруптивни поведенија на луѓе, но ова сега што се случува кај нас е, според таа терминологија на Варлам, е секундарна корупција во смисла на тоа дека сторителите на вакви действија, особено од високите ешалони на јавните власти, не се плашат веќе од казна. Кај високите ешалони на носители на јавните функции во Македонија, веќе тој страв е прекашен. Го нема. И мислам дека по анализите што ги следам со, например, на степено, кога велам високите ешалони на јавната власт, тие се тука да ја контролираат корупција. На нив е тоа им е функцијата. Кај нас тој процес почна да се случува некаде од 2002 година. На оние мерки кои што се познати на јавноста, например, индексот на контрола на корупцијата, ние постојано имаме исклучително низок ниво на контрола на корупцијата. А контролата ја прават токму тие високи структури. Има ли општеството морални скрупули или криминалот и криминалците успеваат да го забошатат или да го избегнат оној дел на неказнивост или поточно, дали неказнивоста стана модел на функционирање кај нас? Убеден сум дека да. Значи, во јавните институции се регрутирани луѓе, особено на челните позиции се регрутирани луѓе кои што на даден момент, на даден сигнал, не знам дали е телефонски или е со вака лице в лице средба, ќе го испорачаат тоа што им се бара. Кај нив нема крупови. Значи, степенот на коруптивноста е дојден до тоа мера да навистина го заслужува името корумпираност во смисла на расипаност. Во етимолошка смисла на зборот корупција значи тоа, расипан, сега би рекле во срж, во коска, нема морални скрупови. Велам, некај населението во целина, иако во некои моменти се прашувам и за тоа, затоа што ви имате, за вчера бе објавени последните податоци од истражување на јавното мнение,
каде најголема доверба ужива, претходно го споменав, претходниот премиер, кој што ја одбегна затворската казна, а имавме толку многу сознание, информации дека нели во тој период државата беше заробена. А сепак тој ужива најголема доверба според последните анкетни истражувања. Значи, знаете како, кај нас корупцијата е манифестација на политиката. Од тука произлегува. Професор Трајковски, каква генерација оставаме во ситуација кога меѓу граѓаните, и меѓу младите владе песимизам, апатичност, ситуација во која најголемиот дел од младите или па дури и добро ситуираните луѓе ќе ви речат овде нема амбиент за живот и перспективата ќе ја бараме надвор од границите на државата. Тоа е проблем, да речем, не само на Македонија. Значи, сите земји од Балканот се соочуваат со проблемите на миграцијата, затоа што овие претходно споменати проблеми на корупцијата, на губењето на моралот и едноставно запаѓање во ситуации на ненормални општествени појави ги бркаат луѓето тука и во Македонија, и на Косово, и на Албанија, и Србија, сакате, Босна и така. Но тие имаат поголем демографски субстрат до некаде. Ние кај нас е тоа навистина алармантна состојбата и мислам дека без радикални промени во тој дел нема поместување. Во еден период традиционалното прашање беше ке не биде ли како држава. Денес се почесто се наметнува прашањето каде тераме како држава. Во тој поглед јас сум реалист. Ке биде држава на оваа територија и со тоа население што ќе биде тука. Значи, таа територија, тоа население нужно ќе биде организирано како држава. Ама каква ќе биде државата, тоа е прашањето. Како ќе се организира, по кои норми ќе се води, така. Во тој поглед сепак јас мислам дека Европската унија и има стратешки интерес во однос на оваа територија и на ова население и дека продолжувањето на процесите на интеграцијата ќе значи јакнење на елементите јакнење на државата во смисла на нејзино поставување како демократски поставено во однос на општеството и да се однесува така како што би ја прифатиле и би се почитувала од страна на државите од членки на Европската унија. Еден мој соговорник во тренинг вели ние сме држава во која владе егоизмот. Тоа дефинитивно. Се согласувам со тоа. Во време кога преовладува егоизмот, големата шет за профит, за брза добивка, стекнување на пари, така натаму, нема просто да се изгради заедница. Може да се направат групации, ваква или онаква, со современиот термин на општествените науки, дека негативен социјален капитал, кој што им е карактеристичен на мафијашките групи, на посебните парцијални групи, ама тоа не го прави општеството заедница. Тоа ќе го направи агрегат, збиштина од народски кажано рогови во вреќа, секој влечи на своја страна. Кај нас тој дел малку се колективизира преку етничките, можеби верските елементи, но тие не успеваат да го контролираат егоизмот внатре во своите редови. Можеби за еден дел не вдаваме ги. И во тој поглед, јас како социолог всушност се прашувам дали ние понатаму конституираме, правиме општество, ако нема солидарност, нема емпатија, соживување со другите во делот на водењето на работите, нели? Особено кога се гледа ваква ситуација на не знам, не би рекло дека не се соочуваме со феноменот на моралната паника, бидејќи населението се прилагодува. Меѓутоа, барем кај еден круг на луѓе кои што, еве и вашите прашања се во таа насока, кои што чувствуваат дека нешто темелно не е во ред, се покренуваат некои механизми на реакција. Прашањето како тоа да стане по мотивирачко за поширок круг на луѓе да го контролираат собствениот егоизам
собствената алчност. Професоре, зошто во 21. век се уште сме, може би, заробеници на минатото, не се осврнуваме на сегашноста, на иднината која доаѓа во ситуација кога светот произведува и влегува во нови предизвици, во нови знаења, во нови технологии? Во тој поглед, човештвото од време на време се соочува со такви состојби. Мојата надеж, да кажам, е во тоа дека нема да се случи најдраматичното, кое што ни тропа на вратите со војната во Украина, ама и со случувањата во соседството. Сега ве прашам како универзитетски професор, дали сте добиле во последниот период, например, есеј за футуризмот, за Фукујама? Да, повеќе за негативните димензии, негативните утопии, каде се движи човештвото. Има една книгичка која преведува од Ентони Гиден "Забеган свет", во таа насока за иднината, за случувањата. Фукујама беше интересен во тој поглед со неговата теза, ама се чини дека до овој момент се чини како да бил во право, затоа што капитализмот очигледно во овој момент се уште нема конкуренција. Мислам, нема против тежа, против сила. Сериозно да го оспорува, да го доведе во прашање, освен ако ова што се случува како неконтролирана состојба, која што може да го доведе во прашање и самиот капитализам. Биде ми интересно случувањето, например, на економскиот форум кој што се случува редовно во Далас. Ке видите дека најмоќните луѓе во економијата, во бизнисот, така натаму, покажуваат некаква загриженост за состојбите во светот, за движењата во светот. Но тоа повеќе се сведува на некаква така морална позиција, а малку во однос на мерките кои што се превземаат на глобално ниво за намалување на сиромаштијата, намалување на миграциите, бидејќи се празни, добар дел од светот се празни и се движи главно кон јадрото на светот, западноевропските земји и Америка. Зошто не ги поддржуваме богатите и се продлабочи тој јас помеѓу сиромашните и богатите? Како и поинаку да биде во време кога социјалната стратификација, значи порастот на нееднаквостите помеѓу луѓето расти до драматични размери. Бројот на сиромашните постојано се зголемува. Јас и вие ги гледате феномените на просјачење по улиците, деца по улиците, кои што не го прават тоа од тоа што имаат, туку што немаат. А од друга страна, овие феномени на корупцијата, на злоупотребата на јавните ресурси, доведува до таква една слика, дека многу големото богатство е спечалено на расипан начин, на нечестен начин. При тоа, јас сум свесен дека има луѓе од бизнис секторот кои што предадено работат, честно, меѓутоа факт е дека преовладуваат овие другите. Доминантниот начин на мислење, на гледање на работите ги го формираат други. Така да од таа страна мислам дека тоа е реакција повеќе очајничка на состојбата во која што се наоѓа масата. Во општество во кое што средната класа се пауперизира, се сиромашува, не може да очекувате да има урамнотежени ставови, гледања, погледи кон работите. Се јавува егоизмот, но оди паралелно со, за кој што го споменавме претходно, оди паралелно со љубомората, со зависта. Затоа што и богатите, толкавото натрупано енормно богатство, го прават од истите таквата завист, алчност да се стигне, не постигне што повеќе и повеќе во тој дел. На крајот нема да ве прашам што очекувате во 2023, но што не би сакале да се случи идната година? Добро е прашањето и мислам дека претходно споменав. Не би сакал да се случи ескалација на ова што го имаме, војна. Навистина, јас сум сериозно загрижен дека работите одат во таа насока.
не само со случувањата во Украина, туку и во нашето соседство. А генерално кризата во која што се завлезени најголем дел од представничките институции, парламентите, владите, недовербата која што постои меѓу нив. И ова порастот на нееднаквостите на глобално ниво, мислам, многу подсекаат на состојби кои што ги знаеме историски предвоени, кои што многу лесно можат да бидат искористени. Овој гнев, ова незадоволство, ова завидливост може да биде искористена од популистички лидери кои што ќе ги покренат масите во танас. Постои опасност при ситуација, како што велите, на гнев, на незадоволство, да се соочиме со социјален бунт? Може би, би рекол и би се израдувал да е тој социјален бунт во смисла да се побара промена на состојбите на подобро. Но се плашам дека веројатноста за конструктивен бунт е помала отколку веројатноста за деструктивен, авторитарно воден бунт. Затоа што анализите покажуваат дека авторитарноста расте. Очекувањата од цврста рака, од лидер кој што ќе смени работите, расте не само кај нас, но и пошироко. И благодарам за гостувањето во емисијата и ви посакувам успешна 2023. Ви благодарам вам за поканата, среќни празници. Се надевам дека ќе се видиме во по-весела 23-та година без овие црни предвидувања. Фала ви уште еднаш. Тоа беше универзитетскиот професор Ило Трајковски. Колку до вчера да имаше, речиси, милион предмети за наплата на долгови на граѓани и фирми. Често пати комуналните компании и банки знаат да ажурираат за наплата и багателни износи за камати или заробени, односно заборавени плаќања. За добра подготовка во корпоративниот бизнис, важна е сликата на бонитетот и солвентноста на партнерите. Во ова издание на Тренинг разговарам со Тони Трајанов, директор на Македонско кредитно биро. Господин Трајанов, какви се податоците со должничко-доверителските односи и од каде ги црпите информациите? Па, добро кажавте, веќе 15 години постоење на Македонското кредитно биро и представува една од клучните алатки во кредитната индустрија, во делот на и представува една од најголемите бази на податоци во делот на обработка и размена на податоци за обврски, за физички лица и за правните субјекти. Податоците се црпат по различни основи и од различни извори. Тие можат, значи, се собираат од банките, финансиски друштва, УЈП, различни регистри, телекомуникациите, од локалната самоуправа, фондот, односно ПИОМ, тука спаѓаат и сите компании кои што се регистрирани во Република Македонија. Господин Трајанов, дали сите јавни и приватни компании, па и граѓани се достапни при давањето информации или понекогаш сте се соочили со обструкции? На некој начин со нетранспарентност, што би се кажало? Не, до сега, значи, од формирањето на Македонското кредитно биро, со сите они институции со кои што сме склучиле договор за доставување на податоци, феноменално, значи, одлично иде соработката во размената на податоците. Единствено би сакал да напоменам дека во делот на збогатување на таа лепеза на информации, зборам за обврските, за физичките лица и за компаниите, останува уште да поработиме, значи, со осигурителните компании и дел од општините во Република Македонија. Единствено, значи, со кој имаме одлична соработка е најназад години е зборам од локалната самоуправа, тоа е градот Скопје, кој што максимално, значи, ги доставува сите оние податоци, како што се данокот на обврски по основ на данок на имот, обврски по основ на фирмарини, и сите тие се доставуваат и за физичките лица и за правните субјекти. Така да до сега не сме имале значи, некоја, да кажеме, обструкција во делот на доставата на податоци. Уште би сакал да напоменам
веќе подолг временски период се разговара, значи и со една од институциите како што е ЕВН, која што фалат тие податоци да се заокружи базата на податоци во делот за обврските за граѓаните и за компаниите. Што е со новите системи за брзи кредити? За информација на граѓаните, значи со формирањето, со добивањето на лиценца за нивно работење, на нивна иницијатива, значи они доставуваат барање за соработка со Македонското кредитно биро и со подпишување на договор меѓу Македонското кредитно биро и финансиските друштва се пристапува кон размена на податоци. Што значи тоа? Тоа значи дека не можат финансиските друштва, ниту било која институција да користи информации без да подпиша договор за размена и од нивна страна на податоци. Така да располагаме негде со подпишани договори со 20 на финансиски друштва кои што во моментот работат и функционираат во Република Македонија и тие се доставуваат на дневна основа во секое време. Имате ли достапност до судските одлуки од граѓанските и стопанските спорови со паричната компонента, казна, должничко-доверителски спорови? Законот на кредитно биро не го предвидува тоа, меѓутоа добро ви е прашањето. Оваа година веќе размислувавме во таа насока да еден од податоците бидат и овој тип на податоци, така да се надевам за наредната година ќе побараме и измена во делот на законската регулатива, каде што би можеле како институција да прибиреме и да ги добиеме и тој тип на податоци, конкретно зборуваме за во делот на компаниите, кога станува збор за казнени, односно судски одлуки кои што се изречени, конечни зборувам за судски одлуки кои се изречени за одредени компании, кои што би биле дел од информациите и базата на податоци во кредитното биро, со што на некој начин би се заокружила комплетната слика во делот на податоците кои што ќе ги користат компаниите, се со цел да се заштитат, да го заштитат нивниот деловен ризик. Дел од компаниите или голем број од компаниите имаат своји странски експозитури, граѓаните имаат можност да имаат кредити во странски банки. Дали тука имате простор и можност за доволно информации каде истекуваат средствата? Наши граѓани кои што имаат или двојни државјанства, кои можат да имаат сметки или надвор во други држави, или компании кои што наши компании имаат представништва во други земји. Меѓутоа, на жалост и покрај нашите напори да воспоставиме контакт со другите кредитни бироа кои што коптираат, значи во регионот наш, заради пречка во нивните законски регулативи не беа во можност да воспоставиме таква соработка. Меѓутоа веќе тоа е отежителна околност? Прво треба да се знае дека посебно во делот за физички лица сите тие треба да бидат значи во усогласени со посебните закони, односно законите за заштита на лични податоци. Како до бонитетот на странските фирми? Имате тука отвореност? Значи, ние веќе подолг временски период имаме подпишано договор со италијанското кредитно биро, каде што на нашите компании им е овозможено да добијат информации за над 200 милиони компании широм светот, од било која земја или било кој континент, со што можат во секое време преку Македонското кредитно биро значи се обраќаат и да добијат било каква информација за било каква компанија надвор од Република Македонија. Речи си 15 години функционирате, колку клиенти имате и како сте задоволни во изминатиот период? Тука би сакал да напоменам дека располагаме негде со над 6 милиони информации во делот за обврските за негде на над 1.700.000 граѓани за над негде 90.000 компании. Така за гарантирана ли е тука тајновитост? Значи, согласно законот за кредитно биро и согласно нашиот закон е комплетно согласен со новиот закон за заштита на лични податоци,
кога станува збор за податоците за физички лица, податоците за физички лица не може никој да ги користи без согласност на самото физичко лице. Што значи тоа? Тоа значи, доколку некој сака да побара за вас податок за вашата задолженост, колку сте задолжени, дали на време сте ги враќале вашите обврски, мора да добие согласност од самото лице и тоа се случува нормално, банките, финансиските друштва, сите тие имаат значи таков тип на согласност и мора да биде подпишано од самото лице. Само во тој случај ние можеме да дадеме информација за физичките лица. Кога станува збор за правните субјекти, тука немаме значи пречка во таа насока за размена на податоците, каде кај нас компаниите можат во секое време да добијат информација за било која компанија, се со цел да го заштитат нивното работење и на некој начин да го намалат деловниот ризик во соработката со сегашните или идни партнери. Сметате дека не доволно граѓаните се запознаени за улогата и функцијата на Македонското кредитно биро? Сметам дека не е доволно, значи недоволно се знае за оваа институција и работиме на тоа. Како ми рековте на почеток, првата оценка е дека вие давате кредити. По првото прашање кој ќе прашаат или кој им кажеме каде работиме или за која институција застапуваме, се извинуваме дали давате кредити. Значи Македонското кредитно биро не дава кредити. Македонското кредитно биро дава информации за задолженоста и на граѓаните и на компаниите и за нивниот временски рок на враќање. И битно е да напоменам дека граѓаните, секој граѓанин на оваа држава наша мора на некој начин бар еднаш годишно да побара сопствени извештаи за себе, што значи да види на крај краишта кога и колку е задолжен и дали на време си ги враќа врските. На тој начин, како кажуваме кај нас, пушти си ги нозите колку што ти е долга чергата, за да не дојде до презадолжување до кај граѓаните и кај компаниите. Како може да се анализира ликвидноста преку регистрираните должничко-доверителски компании и банки? Македонското кредитно биро во овие 15 години разви одличен систем на продукти и услуги и во оваа насока би сакал да напоменам дека во ноември сега го пуштивме најновиот продукт, каде што посебно за компаниите, каде што компаниите можат на едноставен и брз начин да дојдат до сите релевантни податоци за една компанија. Од делот на незините основања тековна состојба, од незините финансиски податоци, во делот на приходи, расходи, во делот на обврските по различни основи, дали се кредити, дали се кредитиви, дали се заеми по основ на обврски, дали имаат исплатено, значи, даноци од ПИОМ, од УЈП. Тука се и блокадите, кои што можат да ги добијат во реално време, значи во моментот на побарувањето, во истиот момент вие добивате релевантна информација дали е блокирана некоја компанија. Со тоа што има можност и каде што може да се прави филтрирање, односно претражување, компарирање на компаниите во нивните области, по различни градови, по различни области, по различни дејности и се со цел значи да им се возможи на компаниите да дојдат до што по-релевантни и посуптилни податоци за да може да се избегне било каков деловен ризик. Се соочиле ли со барање било да е од правен субјект, од компанија или од физичко лице, да побара од вас да нема достапност до информациите за статусот, било да е финансискиот салдо на компанијата и на физичкото лице? Не, до сега, значи, со оние податоци со кои што располага кредитното биро, не. До сега не се случила таква, таква потреба да не можеме да излеземе во пресред на клиентот кој што би побарал информација, нормално со онаа информација со која што располагаме. Со оние информации со кои што не располагаме не можеме ни да ги дадеме. Меѓутоа, битно е да напоменеме дека овие информации претежно се ажурираат, имаме информации кои што се ажурираат и на дневно и на месечно ниво. И можно е да дојде
тогаш дали физичко лице побарал собствени извештаи за себе или компанија, да дојде да рекламира за некој тип на информација. Меѓутоа, во тој случај, ние како институција се обраќаме до давателот на информацијата или податокот, за да го подкрепиме дали е точна информацијата или е направена некоја техничка грешка. Значи, само во таков случај, ние можеме да направиме исправка, нормално не само иницијативно, него по претходна достава од давателот на податокот. Македонското кредитно биро за информација на граѓаните на компаниите не може да бриши или не може да променува податоци во делот на врските. Тоа го прават само давателите на информации кои што согласно закон за кредитно биро ги доставуваат во нашата институција. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се за ово издание на Трилинг. Гледајте не идниот петок во 20 часот и 45 минути. Довидување.